Дали и кој ќе ги истражува злоупотребите кои ги направил вице-премиерот Артан Груби, главна тема на седницата за пратенички прашања. Драган Ковачки од ВМРО ДПМН бараше од републичкиот обвинител Љубомир Јовевски да каже до каде е истрагата за аудито на соседот на Груби, кој тој го користел, и дали има корупција. По неколку реплицирања Ковачки, незадоволен од одговорите, го праша Јовевски кога ќе си поднесе оставка. Тој што директно или индиректно ќе прими награда, подарок или друга корист, или ветување или понуда за таква корист, за себе или за трето лице, за да со искористување на своето реално или претпоставено влијание, тоа е Артан Груби, службена или општествена положба и углед, бара, интервенира, поттикнува или на друг начин влијае да изврши службено дејствие, што морало да се изврши или да не се изврши, што не смеело да се изврши, ќе се казни со затвор од 1 до 3 години. И каде сега тука јас на вас ви се заканувам, господине обвинителе? Ве прашувам зошто не го спроведувате законот? Кога ќе поднесете оставка? Можам да ви известам само дека тоа задоволство нема да ви го возможам. За Ковачки нејасно е и како аудито на соседот на Груби имало полициски флешери кога се работи за приватно возило. Самиот Артан Груби изјави дека флешерите, односно светлосната и звучната сигнализација, биле поставени од сопственикот на возилото, односно лицето БЛ, па поради тоа треба да одговори дали кога го земал на користење возилото, му укажал на сопственикот дека истото е против законот, односно против правилникот, односно дали го пријавил во Министерството за внатрешни работи затоа што тоа е противзаконски. За првиот човек на МВР најголемите фраери во сообраќајот кои користат за темнети стакла и флешери се политичките функционери. Во тоа возило кое што беше опожарено имало поставени светлосни сигнализации и тоа не е ниту прво, ниту последно возило. И факт е дека најголемите мангупи во сообраќајот се токму оние носители на функции. И тоа не бирајќи ни политички партии, нити функции, нити било што друго. ВМРО ДПМН бара одговори и зошто досега не се поништила одлуката за спојување на концесиите на рудниците Иловица Штука и зошто државата се става во ризик за исплата на милионски суми преку арбитражни спорови. Премиерот Ковачевски, министерот за економија бектеши повторно вината не алоцираат кај себе. Опозицијата, незадоволна од собранискиот ред на седницата за пратенички прашања, уште на самиот старт обвини дека власта сама си поставува прашања и си одговара, а опозицијските пратеници не доаѓаат на ред.